Што е емоционална интелигенција? Способност. Зашто? Да може да бидеме во контакт со нашите емоции и да знаеме правилно да ги управуваме, контролираме, изразуваме, ама не само со нашите, туку и со емоциите на другите. А што е тоа она општа когнитивна интелигенција што сите ја знаат, а оваа помалку ја знаат? Па, општата интелигенција за која што вообичаено се зборува е способноста на умот да може да ги разбере работите, да ги поврзе, да ја свати логиката, и таа вообичаено се мери со стандардизирани тестови. Меѓутоа, емоционалната интелигенција е интелигенција во насока на разбирање на својата внатрешност и внатрешноста на другите. Своите емоции, како се изразуваат, што се, кон што не водат, зошто се појавуваат. Значи има два дела, кон нас и кон другите. Која од овие две интелигенции е поважна? Зависи од кој аспект гледаме. И двете имаат своја важност, затоа што рациото ни служи да сватиме. Но најнови истражувања покажуваат дека во професионалниот свет, во успешноста на кариерата, емоционалната интелигенција зазема дури 80%. Значи доминира, а? Да, за да успехот наблюдувале успешни луѓе и гледале што е причината за нивниот успех и се докажало дека 80% од причината за нивниот успех лежи во емоционалната интелигенција. А зошто таа емоционална интелигенција е толку супериорна? Таа се покажала како толку супериорна заради тоа што ние може да ги разбираме работите, да знаеме како треба да бидат направени, но ако немаме способност да ги управуваме своите емоции, во смисла, вие имате некоја идеја, меѓутоа немате храброст да ја реализирате. Немам храброст да ја пласирам во околината, да ја наметнете. И вие ако не можете да се справите со својата емоција на страв, џабе имате идејата. Вие може да бидете одличен човек кој што има еден куп на идеи како работите да бидат направени, ама во тимот не успеете да добиете доволно внимание, да ја привлечете наклоноста на другите, да ги убедите дека тоа е добро, вашата идеја ќе остане залудна иако е добра. Така да има многу луѓе кои што имаат идеи, кои што имаат способности да ги прават работите, ама не знаат како со другите луѓе, а и со себе, да преку емоционалната интелигенција да дојдат до реализација. Друг аспект, например, е мрзливоста, тоа е емоција. Соочување со потешкоти, например, на патот кон успех. Страф од препреки, а? Да, ние ќе се соочиме со грешка. Грешката емоционално се одразува на нас. Ако ние имаме способност со таа емоција што се појавува кај нас како резултат на грешката и ние не знаеме што да направиме, ние ќе застанеме, а способностите може да ги имаме. Токму затоа емоционалната интелигенција има огромно влијание. Но дали претераното обрнување внимание на емоциите ќе не направи премногу емотивни и нефункционални? Тоа е... Да не претераме во тој правец, а? Тоа е еден мит за емоциите, дека ако ние дозволиме да им дадеме многу простор на емоциите, дека ние во суштина ќе станеме луѓе плачковци, кои што постојано нешто ќе се жалат, ќе бидат во контакт со емоциите. Ама треба да знаеме дека емоционалната интелигенција не е неконтролирано ослободување на простор за емоциите. Токму неконтролираното ослободување на простор на емоциите е карактеристика за емоционално неинтелигентните луѓе. Е негативно, а? Тоа е нормално е дека има ситуации во кои што ние не треба да дозволиме ако ни се плаче веднаш да почнеме да плачеме или ако имаме стравот да не совлада. Токму спротивното е емоционално интелигентно, да сме свесни дека го имаме, да знаеме што е и да одлучиме дали треба сега или после да го изразиме. Дали во моментот тоа треба да го тргнеме на страна и да продолжиме да го правиме тоа што го правиме, а во некое догледно време кога ќе се создадат услови да може да го изразиме. Така да она што е друго важно е што ако ние ги потиснуваме емоциите, не им даваме простор конструктивно да се изразат, тие кога и да е, ќе ја преземат контролата над нас, заради тоа што ние може да не ќеме да се видат, ама тие внатре работат и после одредено време ќе почнат неконтролирано да се изразуваат. За ова внатре работат е провокација да подосна да поставиме едно прашање што е тоа внатре што се работи.